Започнува светот денес на тера. Еве ги вестите на денот. Учениците да дојдат на настава во понеделник, советуваат директорите. Родителите против инволвирање на децата во штрајкот. Есенска кампања за орална вакцинација на лисиците против беснило. Во есен започна бербата на јаболка, а се отвори првата компостара во Македонија. Учениците да дојдат на настава во понеделник, советуваат директорите. Ова го кажаа после средбата со локалната самоуправа. Ќе обезбедиме непречен процес на воспитно-образовната работа. Децата, односно учениците и во средното и во основното образование, да си дојдат на настава и повик до родителите да ги пратат своите деца на настава. Таквите наставници се во многу мал број. Така да имаме и за нив соодветна замена, затоа што мора да во сите училници, во сите одделенија да влези наставник, не смеа децата да ги оставиме сами да дојде до некои повреди, до некои други работи, затоа ние сме должни да обезбедиме замена за тие наставници. До вчерашниот ден, до секторот за образование, од сите средни и основни училишта, немаше барања од училиштата за замена на наставници кои ќе отсуствуваат во понеделник, како што е најавено за штрајкот. Значи, ако има таква најава, училиштата се должни тоа да го пријават. Родителите против инволвирање на децата во штрајкот велат дека местото на учениците е во училишните клупи, а правата се остваруваат со преговори на институционално ниво. Унијата на советите на родители од основните и средните училишта во Битола преку соопштение денеска се огласија дека не се согласуваат со повикот да не се оди на настава в понеделник на 29 септември. Во нивната реакција велат дека жалосно е да се наметнува таква идеја на родителите и учениците, бидејќи основното и средното образование е задолжително и со закон регулирано, и додаваат дека на учениците им е местото во училишните клупи, а не да бидат инструмент за манипулација од било каков вид. Во својата реакција молат потполно објективно, а политички и нетенденциозно да се остават децата настрана од било какви намери и активности кои се поврзани со најавениот штрајк, бидејќи непосетувањето на настава во Македонија е казниво со закон. Местото на учениците е во училишните клупи, а правата се остваруваат со преговори на институционално ниво, а не со бојкот на наставата, велат тие. Како Унија на советите на родители не сакаат изгубените часови учениците да ги надополнуваат во нивното слободно време и тие бараат учениците, родителите и наставниците да не се ставаат во шахмат позиција. Велат дека ќе ги поддржат наставниците секогаш, но не на штета на нивните деца, не на штета на наставно-едукативниот процес кој директно влијае врз формирањето на личноста. Сонк на средба со министерот за образование. Ќе почне ли генералниот штрајк во образованието во понеделник? Според последните информации, Министерството за образование го повика Сонк утре на средба со цел, како што вели, надминување на несогласувањата во пресред на најавениот штрајк на оваа синдикална организација. Председателот на образовниот синдикат Јаким Неделковски за 24 вести потврди дека ќе оди на средбата во Министерството и додаде дека после средбата ќе може да каже повеќе во однос на одржувањето на штрајкот. Инаку синдикалците во изминатиот период се жалеа на невидени притисоци од власта да не се одржи штрајкот. Собранието изгласа и закон со кој ќе се примат паралелни наставници доколку сегашните се решат да штрајкуваат. Сонк во меѓувреме доби поддршка од меѓународни синдикати кои изјавија дека правото на штрајк е неприкосновано во демократскиот свет. Започна есенската кампања за орална вакцинација на лисиците против беснило. Од спорскиот аеродром во битолското село Логоварди денес почна есенската 7-ма поред кампања за орална вакцинација на лисиците против беснило. Акцијата ја спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство со финансиска поддршка од Европската унија. Дистрибуцијата на вакцинални мамки по Битола ќе продолжи во Штип, а ќе заврши со авионско фрлање на мамки од спорскиот аеродром во Скопје. Во текот на кампањата предвидено е да се дистрибуираат вкупно 500.000 вакцинални мамки на целата територија на државата, со
исклучок на населените места, водените површини и високите планински врвови. Оваа кампања е дел од програмата за орална вакцинација на лисиците против беснило, чија имплементација започна во 2011 година. Програмата се состои од две вакцинални кампањи годишно, пролетна и есенска, кои се спроведуваат во трајање од најмалку 5 години или најмалку 2 години по потврдувањето на последниот случај на беснило и во зависност од епидемиолошката состојба со болеста во регионот, односно присуството на болеста во соседните земји и пошироко, како и трендот на движење на истата. Еве што ќе гледате во продолжение. Во Ресен започна бербата на јаболка, а се отвори и првата компостара во Македонија. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Во Ресен започна бербата на јаболка, а се отвори и првата компостара во Македонија. Маја Богоевска. Со откинување на првото јаболко од страна на градоначалникот на Ресен и постојаниот представник на UNDP, денес започна преспанскиот јаболкобер. Како и секоја година, започнувањето на јаболкоберот започнува со свечености и манифестации, кои оваа година се случуваат 3 дена, започнувајќи од 25 септември па се до денес. Тука во Ресен, во Преспа, во насадите на Агроплод, каде што се одржа свечениот чин на откинувањето на првото јаболко како официјален почеток, старт на годинашната реколта, на собирањето на годинашната јаболкова реколта и како најзначаен дел од манифестацијата Преспански јаболкобер, кој што годинава по 14 пат се одржува во нашата општина. Годинава Ресен и Преспа има еден навистина значаен хендикеп, бидејќи кон крајот на јули Преспа е зафати силно невреме со градоносни врнежи кои што уништија добар дел од овогодинешниот јаболков род, а според најавите се очекуваше тој род да биде некаде годинава околу 80.000 тони. Меѓутоа Преспа има потенцијал, значи со овие 4800 хектари, со воведување на нови агроеколошки мерки, тоа е и законска веќе регулатива, со подигање на нови насади кои во последните 2-3 години, значи ги имаме околу 30 на хектари, нови насади бујни, интензивни со од 4000 до 6000 садници во хектар, со поставен систем за градобина одбрана, значи очекуваме со овој капацитет, со овие површини за неколку години да имаме бројка некаде околу 200.000 тони на конзумно јаболко. Голема чест ми е што сум тука на овој настан и големо задоволство што јас сум една од тие што го скинеа првото јаболко во Преспа. Исто така ми е големо задоволство што сум на овој настан, што со децении се работи на овие јаболка и на нашата соработка со општина Ресен. Манифестацијата потоа продолжи на градскиот плоштад во Ресен. Исто така, во рамките на манифестацијата во употреба беше пуштен системот за управување со органски отпад. Овој систем општината Ресен го воспоставува благодарение на финансиската и техничката поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и UNDP. Значи, овој заеднички потфат, неговата главна цел е да се заштити животната средина, биодиверзитетот, а посебно во овој случај водите, меѓутоа и да се добие производ кој ќе може да се продава на пазарот. Значи, времето кога скапаните јаболка се фрлаа насекаде во сливоте, сметаме дека е завршено и дека на ваков начин ќе произведеме, значи, производ кој ќе може да донесува пари, односно приход за кој ќе може и натака да се употребува. За нас е ова особено важно, бидејќи не само што ќе го како резултат на овој проект не само што ќе го заштитиме или изчистиме езерото, туку и ќе има економска корист, бидејќи отпадот повторно она што кажавме, она што се фрлаше сега се најде начин да се искористи. Една модерна работа, вклучувајќи се во модерните економски текови на
отварање на зелени работни места, на онаа зелена технологија која што ние стално ја зборуваме, која што полека, но сигурно доаѓа и кај нас во Македонија. Компостарата е од големо значење за општината. Проект вреден, односно инвестиција вредна некаде околу 1 милион евра, заедно со градежни изведбените работи, со изградбата на објектите и со механизацијата која што целокупно беше обезбедена од UNDP и швајцарската амбасада. За сега, според најавите на директорот на јавното комунално предпријатие Пролетер од Ресен, кој што ќе стопанисува практично со овој капацитет, капацитетот на овој објект ќе биде некаде над 1000 тони на годишно ниво. Пласманот се надеваме најпрво во нашиот крај, бидејќи е одлично органско ѓубриво за овоштарниците, за јаболковото производство. Меѓутоа и во расадничкото производство, во мрежата на земјоделските аптеки низ Македонија и се надеваме во странство. Она што го одделува нашиот компост од многуте компости низ Европа е квалитетната суровина од кокошкино ѓубре, што му дава додатна вредност. Ова е од прв ваков тип во државата, во кој органскиот отпад од земјоделството, индустријата и домакинствата ќе се преработува во висококвалитетно органско ѓубриво компост. Дел од јаболкоберот е и сајмот кој што се одржува во Ресен, а на кој земјоделците и овоштарите можеа да се запознаат со најновите технологии. Таму беше и Синпекс. Најпрво, од мое име и од име на нашата компанија Симпекс од Битола, би сакал на сите ресенчани да го честитам овој празник на градот. Како и за нив, така и за нас денес е голем ден. Симпекс секогаш како пријател и следбеник на земјоделците годинава традиционално се представува на манифестацијата Преспански јаболкобер. Го ни дава освен со стандардната програма, застапени сме тука на нашиот штанд и со програми кои се нови за земјоделците, кои допрва треба да ги презентираме, а се атрактивни за оние што им е потребно тука во овој крај. Ресен е познат земјоделски крај, из Преспа мислам, познат крај по преспанското јаболко, а ние сме секогаш тука да им одговориме на земјоделците за нивните потреби со механизација и разна друга опрема. Со свој штанд на сајмот, земјоделците имаа прилика да се запознаат и со производите на Евростил. Традиционално, како и секоја година, фирмата Евростил учествува на јаболкоберот и тука сме представени со нашата гама на производи, трактори и земјоделска механизација, која што служи за обработка на овоштарници и пак Ресен е овоштарски дел. Исто така, овие трактори и механизација која што е изложена ги исполнува сите европски стандарди и со истите може да се аплицираат и во ИПАР програмите. Махиндрата можеме да се пофалиме со тоа што станавме генерални застапници за македонскиот пазар за најголемиот светски производител на трактори. Тоа е Махиндра, која што годишно произведува повеќе од 215.000 трактори. Во последниве години, посебно земјоделците се доста заинтересирани за новата механизација, затоа што и владата излегува сусрет со субвенции, а исто има и поволни кредити. Германците заинтересирани за инвестирање во Демирхизар посетиле 2 производствени капацитети. Тричлена германска бизнис делегација го посети Демирхизар. Тројцата бизнисмени представуваа познат германски производител на делови на автомобилската индустрија и се заинтересирани за да закупат или купат деловен простор за инсталирање на технологија за овај вид на производство. Делегацијата ја предводеше министерот за привлекување странски инвестиции Бил Павлевски, кој рече дека доколку се најде слободен капацитет и поволни услови за закупување, германците се заинтересирани многу брзо да отворат погон во Демирхизар, во кој што може да се вработат околу
50 на лица. Градоначалникот Лјупчо Блажевски, кој беше домаќин на делегацијата, организира посета на така наречените слободни производствени капацитети со одветни на барањата на бизнисмените од Германија. Најпрвен беа посетени производствените погони на поранешна застава, каде што покрај другото беа запознати со целокупниот производствен процес. Во овој капацитет се нудат на закуп две производни хали со вкупна површина од околу 2200 квадратни метри. Втора дестинација беше производствената хала на поранешна Охридска Слобода, каде што требаше да се инсталира технологија за производство на шајки и жичени производи. Постои веројатност германските бизнисмени да се одлучат да инвестираат во Демир Хисар. Еве што донесува светот. На 9 ноември ќе се одржи референдумот за независност на Каталонија. И за други вести од светот по паузат, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што најчесто стигнувате до работното место? Со автомобил, со такси, со автобус, со велосипед, пешки? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Ќе се одржи референдумот за независност на Каталонија. Председателот на шпанскиот регион Каталонија Артур Мас денеска го потпиша декретот за референдум за независност кој ќе се одржи на 9 ноември. Владата во Мадрид декретот го оцени како кршење на шпанскиот устав и најави дека ќе го блокира одржувањето на референдумот. Шпанскиот премиер Маријано Рахој свика специјална седница на владата за референдумот во Каталонија. Шпанската влада планира да го оспори пред Уставниот суд неодамна усвоениот каталонски закон кој овозможува одржување на референдум за независност. Рохани се сомнева дека светот е обединет против екстремистите. Западот е одговорен за стратешки грешки со кои Блискиот Исток, Централна Азија и Кавказот се претворија во рај за терористи и екстремисти, рече иранскиот претседател Хасан Рохани во својот говор пред Генералното собрание на Обединетите нации. Тој изрази сомневање дека светот е обединет против заканата од екстремистите. Осврнувајќи се на разговорите за нуклеарната програма со светските сили, иранскиот претседател рече дека избегнувањето на претерани барања е предуслов за успех на преговорите. Тој исто така рече дека конечниот договор за нуклеарната програма е можен пред истекот на рокот во ноември, ако Западот покаже флексибилност. Светската здравствена организација соопшти дека на 3000 починати има од ебола. Бројот на починатите во епидемијата од хеморагичната треска ебола во Западна Африка пораснал на најмалку 3091 лице од 6574 сомнителни или потврдени случаи на заболувањето, објави Светската здравствена организација. Во Либерија се регистрирани 1830 смртни случаи, околу 3 пати повеќе отколку во Гвинеја или Сиера Леоне. Другите две најпогодени од епидемијата земји покажуваат податоците собрани до 23 септември. Епидемијата која што избувна во зафрлените области на Гвинеја се прошири на соседните Либерија и Сиера Леоне, предизвикувајќи стравување дека десетици илјади луѓе можат да заболат и да починат во најлошата епидемија на оваа болест во историјата. Соединетите американски држави тврдат дека тврдењата на Абас се провокативни и контрапродуктивни. Американскиот Стейт Департмент реагира на говорот на палестинскиот претседател Махмуд Абас пред Генералното собрание на Обединетите нации, во кое тој го обвини Израел за геноцидна војна во појасот Газа. Портпаролката на Стейт Департментот Джен Псаки изјави дека говорот на Абас е навредлив и ОТИСАТ го оценува како провокативен и контрапродуктивен и не помага во напорите за обновување на довербата меѓу Израел и палестинците. Абас во вчерашниот говор најави дека ќе побара од Советот за безбедност на Обединетите нации да ги диктира правилата за преговори со Израел, како и одредување на рок за израелско повлекување од окупираниот Западен брег. Тој не наведе дали ќе го обвини Израел за воени злосторства, додавајќи дека нема да заборавиме и нема да простиме и нема да дозволиме војните злосторници да ја избегнат казната.
Говорот на председателот Абас вклучува голема офанзивна карактеризација која длабоко разочарува и ја отфрламе, потенцира Псаки. И Израел ги отфрле обвинувањата, а говорот на Абас го оцени како подбуцнувачки и полн со невистини. Според податоците на Обединетите нации во војната во појасот Газа загинаа над 2100 палестинци, од кои поголемиот број цивили, а околу 18.000 домови се уништени. На израелска страна загинаа 6 цивили и 66 војници. Најмалку 8 повредени во ерупција на вулкан во Јапонија. Најмалку 8 лица се повредени во ерупција на вулканот Онтакеа во централна Јапонија, објавија Јапонската метеоролошка агенција. По ерупцијата на вулканот изутринава бројни авионски летови беа пренасочени поради вулканскиот облак која намали видливоста во тоа подрачје. 7 лица се полесно повредени, а една потешко како резултат од ерупцијата на вулканот, изјави представник на пожарникарската служба, додавајќи дека ерупцијата се уште трае. Планината Онтаке се наоѓа на 200 км западно од Токио, а во незината близина не се наоѓа ниту една нуклеарна централа. Во близина на местото на настанот имало околу 250 лица. Хаг бара доживотен затвор за Радован Караџиќ. Обвинителите на Меѓународниот трибунал на Обединетите нации за војни злосторства во поранешна Југославија велат дека поранешниот лидер на босанските срби Радован Караџиќ треба да биде осуден на доживотен затвор ако биде прогласен за виновен по голем дел од обвиненијата. Во писмена изјава во која го сумира своето видување на процесот на Караџиќ, обвинителството го нарече Караџиќ водечки, политички и воен лидер на босанските срби и нивните сили за време на војната во Босна и Херцеговина од 92 до 95 година. Пред Хашкиот трибунал во понеделник 29 септември ќе почне изнесувањето на завршните зборови на судењето на Караџиќ. Процесот почна со воведно обраќање на обвинителството на 26 мај 2009, но по отпорот на обвинетиот, првиот сведок на обвинителството е сослушан дури на 13 април 2010 година. Караџиќ, 69 години, е обвинет за геноцид во Сребреница, за прогон на муслимани и хрвати ширум Босна и Херцеговина, тероризирање на населението на Сараево со кампања на артилериски и снајперски напади и земање за заложници и сини шлемови на Обединетите нации. Хашкиот трибунал на 25 јули 1995 година го покрена првото обвинение против Караџиќ и Радко Младич, кој имаше 16 точки, од кои едно за геноцид, а 3 за злосторства против човештвото. Сега и една социјална сторија. Освен што живее во стан во која нема основни услови за живот, Милена заедно со сопругот Никола се грижат веќе 8 години за нејзината болна мајка. Велат лековите биле скапи за неа, тие како социјални случаи веќе не можат да ја дадат грижата која ја е потребна, бараат помош од институциите. Пред да го емитуваме прилогот, ви обрнуваме внимание дека дел од видео сторијата може да биде вознемирувачка. Маја Бугаевска. Верка Бешовска скоро една година е в кревет, болна и атрофирана, откако претходно имала здравствени проблеми веќе 8 години. За неа се грижи нејзината единствена ќерка, која живее во станот заедно со нејзиниот сопруг. 8 години веќе се влечка случајот. Прво таа диареја страдаше и од тогаш почна надолу. Јас, бев работена, бев приморана да отсуствувам толку време од работа за да ја носам нејзина испитување. Немаше кој друг да ја носи, бидејќи јас сум нејзина единствена ќерка во животот. И ја носев скоро 8 години. Се влечкам по болници. Од тогаш, од есента, кога таа ја доби диареја, тешка диареја го доби, до денес. Ние немаме никакви услови. Освен со пензијата му е 9300, лековите му се многу скапи, огромни што се ви изборува. Немаме никаков излаз, стано, уништен ние што се ви изборува. Цел паркет скапан, таваните се изуштени, немаме никаква институција, знаеш, немаме поддршка од никој. Од никого немаме поддршка. Се само јас и сопругата правиме двата. Од никој помош немаме. Од никого. Само се мачиме со старата, со жената. Ја носиме на болница, ни ја враќат. Ја носиме, ни ја враќат. И
беше демихистар, лежеше година и нешто. Мислеме дека ќе ја подобрат, ама Но заради тешката животна состојба не можат да ја даваат грижата која и е потребна. Бара помош да ја згрижи болната мајка, а имале неуспешни обиди да ја згрижат во некоја од институциите. Потребно ми е, да видат граѓаните на Битола, да видат повисоките институции во Битола. Па, ако може некако да се згрижи некаде жената, бидејќи оде живее во субстандардни услови. Се обидуваме нешто да подзачистиме, чакаме и принова сега. И некако да се однеси како ние како социјални случаи не можеме тој терет да го изнесиме како приватно да ја пуштиме некаде било во дом, ама и таму креват раце, велат со декубит, со атрофираност не можат. апел како прво за бабата, до министероше за здравствоше да ни помогни. Билоше некако до некои институции што има нешто за стари лица, нешто да се подобри, да се надкрени жената. И нешто апел за помош да ни се помогни, барем некако да се средиме минимално нешто. И вработување. Не сакаме нешто да речеме како донаци, само да се вработиме. Да се извајме наши пари лични. Не знам кој век сме денеска, не можеме да се замислиме ние да бидеме терет на стари лица. Тоа никогаш не било ниту ќе биде. Во станот во кој живеат веќе немали основни услови за живот, велат тие. Сега во вакви услови и со болен човек, мислам, дете не можеш да гледаш. И плюс не е како што треба. Како прво, од кој ќе се породи сопругата, треба да биде санитарна, како викат сестра, па кој ќе видат во какви услови живееш, па после да ти одобрат за детето, она. И многу тешко, многу претерано. Невработени сме двата. Не знаеме што да правиме. Кој пат да го фатиме, кој пат да го извадиме како што треба. Иако кај нив постоела надеж дека ќе им се среди животот, велат дека надежта се помалку ја имаат. Се надеваат дека ќе се најде некој кој ќе им помогне да можат да решат барем дел од проблемите кои ги имаат. А какво време не очекува во наредните денови? Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Тичево? Следува временската прогноза за следните денови во Тичево.
Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Тера ви посакува пријатна саботна вечер.